И како што најавив, еве тука, кај домакинот, најголемата македонска, ја ќе кажам балканска фудбалска звезда на сите времења за мене, Горан Пандев. Не мора ништо да кажеш така и не е така, знаеме сите дека е така и јас никогаш нема да се помирам со било кој да ми каже нешто друго, па макар и низ времењата, затоа што секогаш велам Лео Меси е најдобар фудбалер во светот, не е само како игра, туку и целосно како личност. Ти си како личност докажан дека си вистинскиот македонец, вложуваш во Македонија и оставаш траг во Македонија. Сега е Брера, претходно беше Академија Пандев. Не се откажуваш? Најпрво ти благодарам на овите зборови. Чест ми што дојде да не посетиш овде во Струмица. Се сеќавам пред многу години во Рим. Една од моите најубави емисии. Прекрасна емисија, да. Јас сум единствениот новинар што играл во Лацио, знаеш, благодарение на тебе, па макар и 10 минути. Така е, да. И затоа ми е често што сте овде. Не се откажуваш? Нема откажување. Мора да се бориме до крај. Брера е нов проект. Сакам на луѓето да ја помогнам. Вложи во Академија Пандев, сега Брера. Се надевам дека сме на вистинскиот пат. Имаме проект за повеќе години и се надевам дека резултатите ова сезона ќе бидат подобри. Игор Филевски шоу. Горан, имаш некакви бенефити за тоа што вложуваш во Македонија? Сепак ти живееш во Дженова, Да. не живееш во Македонија, а се ти е тука. Бенефити никакви. Дали се слободен од данок? Еве, конкретно сакам да. Не, плаќаме се регуларно. Дали општината нешто прави за тебе, дуб да смени улица, гледам таму трибини? Немам никаква помош од никој. Али на мен ми беше кеф, тоа го направив од срце за најпрво за мојата фамилија и за македонскиот спорт и за македонскиот фудбал. Да, ама јас сега да се обратам на јавноста, зошто те го поставив прашање? Затоа што во светот кога имаме ваков фудбалери, вакво име, каде што Горан Пандев не ги направи парите во Беласица направи милиони. Не ги направи во странство. Парите од странство ги донесе во Македонија. Некој си Джонсон, Монсон, Гонсон е ослободен од даноци, ослободен од такси големи, а Горан Пандев ги донесе парите од странство, ги вложи во Македонија. Имаш хотел, прекрасен. Може сега да го видиме хотелот? Ајде да го видиме хотелот. Бајер Леверкузен е место кај што сум бил и вака фантастично и нема друго место. Мислам во Европа, сигурен сум дека нема. Ова се што видовте е со твоите пари лични, така? Не користиш пари од буџет, не користиш пари од државата, не ти дава некој тендер да си земал па да го изградиш, така? Ова се твоите лични пари што ги заработи во странство. Ги донесе тука. Помош, како што кажав, немам никакво. Сега знаете зашто го поставам тоа прашање. Во нормален свет, во западниот свет, сега ќе имаше споменик на центарот Горан Пандев за да се знае кој е како е, кој што има Майкл Џордан, Лео Меси и така натаму. Гледаш што направи во Росарио, гледаш што направи во Аргентина. Какви бенефити му дада, школи, моли и така натаму. Па добро, тоа е македонски. Лага ќе затворам устата и се срамам, извини, јас сум македонец, се срамам затоа што ова што го гледам овде е, јас го видов ваквиот стадион во Леверкузен, вако сличен, каде што собите гледаат на терен, многу ми остави добар впечаток. Сакам да си поставам сега прашање на европското првенство, ама се преселиме на друга локација.
Ова е последниот твој дрес кој што играш за репрезентатив. Ова е подарокот од федерацијата за тебе. Немој да се жалиш, еве нешто ти подарија, еден дрес ти подарија. Не ми подари, овој не го- последниот надпревар си го зема А, ова е твој и ми дрес? го подпиша. Ја Да. ми се води Холандија ми поклони. рамка да му направевте на човеков, барем да не е Али успеете да ова направи на рамка. Да. останува вечно во моето Ова е срце, вредност бидејќи ќе биде така во музеј. Така Ова е. ќе биде иначе музеј, го видовте претходно. Горан Пандев, тука ќе биде и шоп од Горан Да. Пандев. Гледаш европско првенство, имаш време? Да, го следам доста ова европско првенство. Имам малку повеќе време да ги гледам овие надпревари. Стварно интересно европско првенство. Има многу репрезентации со изначен квалитет и мислам дека ќе биде интересно до крај. Копа Америка не гледаш, зашто знаеш дека Многу е Аргентина ќе касно. биде шампион таму. Па добро, знам дека навиваш за Аргентина и се надевам дека Аргентина ќе биде шампион. Многу покасно со овие надпревари, али други ден кога станувам извештаите ги погледам За кого навиваш? Европско? За кого навивам? Навивам за Италија. Италија, али Италија ведат како Кој е Италија? Италија играше на европско? помина многу лошо. И сега немам некој фаворит, навивам за Шпанија бидејќи има доста млади талентирани играчи и играат, мислам, за мене до сега играат најдобар фудбал. Иако ќе биде тешко против германците, знаеме дека Германија е домаќин, ќе биде многу тежок видиме. натпревар, али шпанците ако ги поминат германците, мислам Кој ќе победи таму, ја мислам ќе биде Ја шампион. мислам и ја исто го мислам. Ќе видиме. Ќе видим. На мене најубаво впечаток, најголем впечаток ќе ми остане твоето играње во Лацио. За тебе сигурен сум дека ќе биде Интер, но не можеш да го пресекнеш ни Наполи. Сигурен сум. Така, можеш да издвоиш еден да ти кажам каде најдобар ти беше? Па во право си сигурен дека овие се три екипи од старата петорка во Италија, бидејќи го носи дресот на Интер, на Лацио и на Наполи. Овие стварно големи екипи во италијанскиот фудбал. Сигурно имат историја различна сите клубови. Со Интер, како што кажа, сигурно ќе ги паметам, бидејќи освои се што можеше да се освои со Интер. Лацио ми даде шанса на почетокот да се докажам во серија. Мене ме внесе во Лацио. Али мислам дека како Наполи, како Сан Пауло, како навивачите на Наполи, мислам дека во Италија нема тоа чувство кога ќе излезеш на Сан Пауло, стварно сеќаш дека си Тоа мислам дека почнало од Марадона. така е. Така е? Точно е тоа. Така е, тоа е вистина, бидејќи Марадона знаеме кој е во светскиот фудбал. А во Наполи да не зборуваме. И сега кога го освои последното скудето, Цел Наполи славеш. Цел Наполи славеш и сите зборе за Сега се Марадона. најдеш. Сите зборе за Марадона и сигурно да го носиш дресот на Наполи, што го носеше најголемиот играч на светот како Марадона, за мене беше голема чест. Дженова ти е во срце бидејќи таму живееш. Да, останавме да живееме во Дженова, сигурно поминав 7,5 прекрасни години во Дженова, иако се боравме за опстанок, знаеме една екипа што секоја година имаше проблеми со прециози, али после со новата управа кога дојде американците на начело на клубот, видовме дека ова сезона Дженова одигра одлично. И мислам дека има добра иднина со Джилјардино, бидејќи Джилјардино прераснал еден добар тренер. И на крај, бидејќи ме гледаат и многу деца, гледаат многу млади. Кога ќе им зборам за Марадона, малце им е чудно. Сега за Меси и Кристијано, тука се, ги гледаат двајцата. Ти си најдобриот фудбалер од Македонија и од Балканот, кој што си елоквентен да збориш, си играл, си ги гледал, си се борел со нив. Кажи ми, Меси или Марадона? Заради младите да слушнат. Марадона или Роналдо? Извини, Меси или Роналдо, Кристијано? Па ви фили да бидам искрен, Меси е дарба од Господ. Тоа е дарба, знаеш на мене дека играчи технички со ваков квалитет ми се допаѓаат и за мене Меси ќе биде секој број. Слушнавте. Не, понатаму не се карајте со мене кога ќе ме видите на улица Кристијано. Не Кристијано, да ви кажа најдобриот фудбалер во Македонија на сите времиња, дали Кристијано или Меси. Ќе доеш ли во Малта? Има многу македонци. Многу македонци, деца го носат твојот дрес. Следното доаѓање ќе биде Малта. Тоа значи, ќе ги собереме сите деца во Малта. Така е. Кога ќе каже Горан дека доаѓа и ќе направиме една средба, дружба, малце фудбалче, па да ги видиш, да се запознаеш, да се слика со нив. Деца, играјте во сите клубови кои што сте во Малта, кога ќе ни дојде Горан Соцнет ќе ве информира. Ти благодарам многу.
Благодарам и за прошетката и за Благодарам на вас. гостопримството и се надам дека се почесто и почесто ќе дојдам. Исто Посебно јас. кога Брера очекувам дека ќе стане шампион и Исто ќе јас. игра во Лига на Ај, шампионите. Боже. Чао, Горан. Чест ми беше на мене.